почитувана министерке, што и како прави владата, еве, 29.2023 година. Гардијан, Македонија, најзагадена земја во Европа. Шампиони, број 1. Нема подолу. И не ви е стран вие да зборувате сега дека владата работи, а сме најзагадена земја во Европа. Па што работите? Јас да ви препорачам, одморете малце, може ќе паднеме на второ место. Вие треба подхитно да си поднесите оставка и целата влада, бидејќи ова сте го зборувале во 2017 година и сте му ветувале. Загадувањето е последица на неодговорната власт, која веднаш мора да замине. Одговорни ќе бидете само кога ве прогласуваат за најзагадена земја да си заминете. Само тогаш ќе кажеме дека сте одговорни. А до тогаш сте заслужни за најмизерното рангирање во екологијата во историјата на Република Македонија. А за тоа што правите, ви кажав, во одлуката за реалокација на средства од буџетот, кратите најмногу во зелената програма, односно програмата за зелен развој, се крати од управувањето и заштита на води, третман на отпадни води, просторни планови и унапредување на животната средина. Луѓето ви кажуваат, и во емисија пред некој ден ве гледав, активистите ви кажуваат дека се гушиме, се борат за воздух. Сега тоа ви е смешно, но во 2017 година, кога му ветувавте живот, кога ветувавте чист воздух, тогаш не ви беше смешно за да можете да дојдете на овие столчина и да крадите пари. Ова е сето резултат на неодговорно работење и неработење. Луѓето, граѓаните, признаваат и познаваат само резултати, а вашиот резултат е најзагадена земја во Европа. Вие сте министерка која не довела до овој резултат. Вие сте 6 години власт во Република Македонија. 6 години. И резултатот кој сте го направиле во овие 6 години е овој. Најзагадена земја во Европа. И затоа вие секако ќе си одите на избори. Народот ќе ве казни за ова расипничко криминално владење, но имајте малце доблест на неколку месеци пред избори да си поднесите оставка. Не сум задоволен, немам да